инспирирана од великденските пости, кои во моментов се актуелни и сите православни христијани кои сакаат постат и нивните трпези се полни со рецепти кои не содржат животинско потекло, производи од животинско потекло, јас денес решив да ви понудам две сладки опции. Секако се инспирирав од готвачот за постни рецепти кој го издаде Витаминка, кој внатре содржи благи и солени рецепти кои можете да си ги подготвите периодов, секако со нивните прекрасни производи. Ќе направаме еден од нивниот готвач и еден ќе ви понудам јас. Денеска ќе направиме торта која не се пече. Секако ќе користиме продукти од благата програма на Витаминка, изобилува со постни продукти и ќе биде едно прекрасно сладко задоволство. Ќе ги користиме Деспина интегралните бисквити со овесни снегулки, секако на Витаминка. Јас имам тука еден куп и требаат околу 500 грама бисквити за овој рецепт, бидејќи ќе направиме тесто кое двослојно ќе го наредиме. Тортата ќе биде со банана. Не дека јас сум нешто посебно вешта во правење торти, сега тука сакам да се правам многу паметна, да ви нудам постни рецепти, но ова е нешто што ми оди од рака, бидејќи се прави на сличен начин на кој се прави, нели, чизкејкот, односно потребно ви се основа од бисквити и ореви, кои наместо путер овој пат ќе користиме маргарин. Маргаринот ќе го стопам секако во микрото на горење и му дадам една минута за да се растопи и ќе ги подготвиме бисквитите. Имаме роботот секако на горење. Ако немате робот, слободно можете, а не сте одлучиле да го купите, слободно можете да ги искршите бисквитите во онаа постапка моја варварска со цукало во кеса или на некој друг начин на кој вие преферирате. Треба да бидат ситно и ситнете. Јас ќе го користам роботот бидејќи многу згодно после ќе можам и внатре да го ставам маргаринот, да ги ставам оревите и сето она што ми е потребно за да направиме вкусната основа на тортата. Сите убаво искршени. Сам дека ќе ми ги собере сите. Обожавам овесни бисквити. Овесот го обожавам во суштина, како продукт. Многу сакам да го конзумирам, дали е тоа во вакви некои бисквити како опција или можеби во јогурт. Обожавам јогурт со овес. И ќе ги измелеме за да бидат ситно измелени. Ќе заќутам затоа што и така нема да ме слушнете што зборува. Ова е згодно бидејќи се прави во еден сад. Внатре ќе ставам мелени ореви, ги измелив однапред, заради тоа што доколку ги ставите во волкава количина на бисквити, ќе ризикувате да не биде убаво сомелено. Оревите се полни со масни киселини, многу се здрави и секој благ рецепт го прават далеку побогат во вкусот. Затоа ги користам денеска. Помешување. Мислам дека ми е готов и маргаринот. Да. Користам денеска маргарин заради тоа што сакам да се задржам во духот на постните рецепти. Доколку го подготвувате ова надвор од постите или сакате овој рецепт да го конзумирате кога не се конзумира баш постна храна, слободно искористете путер. Тестото ќе биде многу побогато на вкус. Значи ставам внатре една коцка маргарин и ќе ставам сок од портокал. Убав сочен портокал, уште малку ги имаме овие сочни портокали на располагање. Ова е баш сочен и за мириса совршено. Се обидувам да ги задржам семките, затоа го пуштам низ рака, рацете ми се чисти. Или можете да бидете секогаш попедантни од мене и да користите цедалка. Јас ба сакам ова да го правам. Ќе додадеме шекер во прав натре и
ќе му дадеме неколку вртежи за сето тоа убаво да се соедини, маргаринот да навлезе во бисквитите, во оревите, да направи нешто што можеме да го притиснеме во калап и да направиме убава основа. Капакот. Веќе е готово. Само сакам да ви го покажам како убаво сладко изгледа. Не знам дали може да забележите, веќе е сјајно од маргаринот кој го ставивме внатре. Мириса божествена. Имам еден калап на кој му ставив хартија за печење, секако на карес, заради тоа што ќе ви биде потребен еден калап, за да можете на крајот да го извадите, да имате слоевита торта. Ќе ставам половина од смесата. Другата половина ќе ја вратам на роботот и најпрвин ќе стопам една постна чоколада. Програмата на Витаминка содржа темно чоколадо кое е постно и е направено баш за вакви прилики. Исто така и на чоколадото за готвење не содржи млеко, за разлика од млечните табли кои се белата и онаа од јагода, кои содржат во себе млеково прав. Овие се 100% постни. Ќе го искршам и ќе го стопам во микро, значи едно цело црно чоколадо. Постно, по случајот. Неколку минути во микро за да се стопи. За тоа време ќе се обидам убаво да ја распределам целата количина на дното, значи на дното не ставаме чоколадна смеса, го задржуваме автентичниот вкус на бисквитите на Витаминка, оревите, сокот од портокал. Ќе си помогнам со малку хартија за печење. Така убаво да направам рамна основа. И секогаш кога сакам да ја изедначам целата смеса, користам чаша или тегличка. Само дали ќе ми ја собере. Да. И со помош на чаша, убаво ќе го испритиснам тестото, за да ми биде еднакво мазно. Погледнете како изгледа, сега сам да ви покажам. Еве како изгледа масно и сјајно. Ќе го оставам на страна, за тоа време ќе ги подготвам бананите. Правите се паралелно, гледате дека многу брзо и едноставно, дури некој како мене може да го направи. Имам банани кои ќе ги наредам целосно на целото дно како еден слој. За да не ви потемни бананата, знаете тоа финта секогаш, потребен ви е сок од лимон. Сокот од лимон му помага на целото овошје што оксидира практично кога го користите и кога доаѓа во допир со воздух, му помага да не потемни. Еден лимон. Ќе го исцедиме. Баш се сочни, денеска пакет МК ми доставиле туку сочни продукти, буквално изобилуваат со сок и портокалот и лимонот, видете колку е сочен. И бананите ќе ги изволкам, имам едно подлабоко тањирче, ќе ги ставам целата количина, за да можам бананите убаво да ги облеам со сокот лимон. И ќе ги наредам комплетно по целата површина, цели банани. Убаво поминете ги со лимон, не сакате да ви потемнат. Секогаш кога ќе ставите лимон, да знаете дека бананите ќе
ќе задржат својата боја бананата, крушата, јаболкото, односно секое овошје кое оксидира, авокадото од зеленчуците. Секогаш кога имате парче авокадо, например, можеби да искористите половина, премачкајте го само од надвор со лимон, кората на авокадото ќе го задржи од едната страна да не потемни, а делот кој сте го пресекле, доколку е намачкан со лимон, ќе остане свеж неколку 2 дена, мислам сигурно во фрижидер. Така. Чоколадото се стопи. Ќе го промешам и ќе го додадам во смесата која претходно ја оставивме, значи половина ставивме доле, половина ја оставивме за да ја чоколадираме. Во овој случај какао на витаминка, секако 3 лажици. Јас ќе ставам, мислам дека толку ми е останато. 3 лажици какао, убаво квалитетно какао. И оди уште еден круг за сето тоа да се соедини. И префрлете целата смеса врз бананите. Имаме, мислам дека совршен десерт денеска. Убаво ќе го распределам остатокот од смесата во вториот слој, а потоа ќе го ставам во фрижидер. Отприлика половина час за да може да се стегне маргаринот и да можеме да го извадиме калапот, а на крај убаво ќе го декорираме со убава постна шлак пена. Следно, рецепт во чашка кој доаѓа од постниот готвач на витаминка. Витаминка ви подготвила еден мал убав готвач со постни рецепти, а јас го искористив нивното знаење за да ви направам нешто кое го даваат како предлог, а мене ми делуваше многу вкусно. Ќе направиме десерт во чаша, направен комплетно од производи на витаминка кои се исклучиво постни. Имаат во нивната програма пудинзи кои се со вкусна јагода и шумско овошје, а за да го подготвиме пудингот, потребно ни е секако тенџере на карес и ќе стоплиме. Тука имам отприлика 700 мл вода кои ми се доволни за двата пудинзи. Ќе земам малку од водата на страна во една чаша за да можам убаво и хомогено да ги растворам пудинзите. И водата ќе ја стоплам за да направиме убав крем од двата пудинзи. Ќе ги ставам двата, ќе ги смешам. Мислам дека така е во инструкциите. Когаш треба да читаме. Да, двата треба да ги раствориме во дел од водата. Гледате колку фантастични изгледаат. И вкусна јагода. Многу ги сакам овие десерти во чаша и веројатно ова е уште по-добра варијанта, бидејќи е помалку калорична. Секогаш кога постиме, знаете дека внесуваме многу помалку калории, се чисти телото. Впрочем, тоа е и поентата на постот. Убаво размешајте го за да немате грудчиња. Имаме шекер. Само малку да видам што се случува со мојата вода. Ќе ја почекам да зоври, а за тоа време може мојата варварска метода, која на вас сите ви е доволно веќе позната, да ја искористам за да ги издробам интегралните бисквити.
овие се деспина. По нивниот рецепт, мислам дека треба да употребите и може да употребите, бидејќи имаат интегрални бисквити кои се со суво грозје и со различни вкусови, мислам дека имаат неколку типа, така да искористате доколку сте љубители на друг вкус, искористете такви. Јас денеска ќе ги користам овие кои ми се омилени. Имаат совршен јаткаст вкус кој одговара буквално на секој рецепт. Имам една кесичка со зипер. И ставам внатре бисквитите. Убаво затвората. Крпа, за да не ви се дупне кесата. И да ви излета целата количина и целата енергија од денот потрошете. За дополнително да ги ароматизирам бисквитите, ќе ставам мармалад, ќе го ставам директно во кесата за да можам после полесно да го измесам без претходно да направам неред. Ставете мармалад, мислам дека тука има околу лажица до 2. Истисна да го воздухот и убаво ароматизирајте ги бисквитите со джемот. Искористете друг како мојот, мислам дека е праска или каесија. Навлажнете ги бисквитите. И ја ставете ги малку да ве почекаат, ќе го свариме пудингот, а потоа ќе ги составиме сите состојки кои ни требаат за да направиме десерт во чаша. Кога водата ќе проврие, ќе додадеме и шекер внатре за убаво да се стопи, за да не ви крцка после тоа, кога ќе го изматиме со шлак пена и полека ќе ја додадам смесата на пудинг со јагода и шумско овошје. Ќе го подготвам пудингот, му требаат 2 до 3 минути за да се згусне, комплетно ќе го олодам, а потоа ќе направиме убав шлак кој ќе биде ароматизиран со пудингот. Пудингот го направивме, еве само да ви покажам дека е готов и веќе е изладен. Значи, мириса божествено. Навистина, јас до сега морам да ви кажам дека немам пробано пудинг направен со вода, меѓутоа вкусот на ова повеќе ми се допаѓа отколку направен со млеко и веројатно од сега натака вака ќе го конзумирам, така да благодарам на Витаминка што ете ме научи дополнителна финта. Следно што ќе направиме е ќе изматиме шлак пена, постна шлак пена, имате во програмата на Витаминка. И ќе го изматиме шлагот. Сега ќе ни помогне горење со нивниот миксер. Ќе изматиме шлак пената. По инструкциите треба да се мати околу 4-5 минути за да добиеме убава густа пена, а потоа ќе го додадеме во половината пудингот и ќе направиме 2-3 слоја на прекрасноти внатре. Шлагот е готов. Половина ќе го префрлам на страна за да може да ми послужи да го издекорирам убаво чашките, тортата, а во остатокот ќе почнеме да додаваме помалку од филот. Ќе искористам убавата поголема лажица на карес секако. Не знам дали ми ги гледате овие убави играчки тука. Ги имаат сите можни алатки кои може да ви требаат во кујната, дополнително се направени од пластика и нема да ви го изграбат садот. Ќе додадам една лажица од веќе изладениот пудинг и полека ќе матам.
Според рецептот, Витаминка предлага да направиме 3 слоја. Јас, бидејќи толку ми се допадна пудингот, ќе го оставам делумно да го пробате како таков. Ќе направам 4 слоја, односно половина од пудингот ќе го додадам во шлагот, а останатата половина скалесто ќе ја додадам во убавиот куп од различни прекрасноти кои ги направивме. И сега е време да го составиме десертот. Ги имам моите коктел чаши кои јас секогаш сакам да ги користам за вакви рецепти и внатре ќе додадам најпрвин ќе ставиме од интегралните бисквити со мармалад. Јас малку поинаку ќе го склопам, се надевам дека Витаминка ќе го видат и можеби ќе ми дадат мислење, дали можеби се сложуваат со мојот начин на подготовка, иако морам да ви кажам дека апсолутна едукација добив денеска за постни рецепти и за тоа како да ги поминете овие пости подобро. Ќе ставам малку шлаг од оне кој го направивме во комбинација на шлаг, постната шлаг пена и пудингот. Тие дополнително ќе ги омекнат бисквитите. Многу ги сакам овие десерти во чашка, не можам да ви објаснам колку ги сакам. Мислам дека ми се најомилен начин на подготовка десерти во чашка. Каде што слоевито тирамису многу сакам, чизкејк и се она што може да се направи вака слоевито. И имам уште една нова играчка од Карес. Карес решило да ме направат добра во сладки работи, па ми испратија еден убав шприц кој ќе ми послужи за декорација и на тортата и на убавите чашки. Ќе го префрлам шлагот во шприцот. И врз шлагот ќе ставам од убавото желе направено од пудинг. Само заради тоа што толку многу ми се допадна вкусот, мислам дека треба и автентично да го има во овој десерт. Совршенство од бои. На крајот ќе ставиме шлаг, кој се надевам дека ќе можам да ги удостојам Карес и да направам нешто симпатично. Бисквитите, ја вадиме тортата од фрижидер и се гледаме за кратко. Почнав да си ја декорирам мојата торта, ви кажав дека Каре сака да ме направат вешта во сладкарство. Не знам дали колку е симпатичен овој цел сет кој доаѓа со најразлични алатки внатре кои ќе ви помогнат да бидете креативни. И тоа беше се за денеска.
Направивме постни рецепти инспирирани од постите кои ни се во тек и сладката програма на Витаминка. Сите производи денеска ги добивме од пакет МК, а секако без салатките на карес и сите апарати на горење, ништо денеска немаше да биде возможно. Јас се надевам дека ви се допаднав, се надевам дека предлогот ќе се најде на вашите постни трпези периодов кој следи. Вие гледате на секој ден во 19:30, следете ги нашите профили за инспирација, посебно ви го препорачувам YouTube, таму ги имате сите инструкции кои често ги барате во приватни пораки, а ние се гледаме веќе утре и јас ќе се обидам концентрирано да не го зезнам последниот чекор од мојата прекрасна торта која денеска направи, торта која не се пече.